Напукнатиот канал на хидросистемот Брегалница им ги наполни со вода домовите, подрумите и гаражите на жителите на улицата Киро Кекенски во населбата Шатровик во Кочани. Водата што непрекинато тече им навлезе во домовите на луѓето кои пак се жалат за ситуацијата која што со години им создава проблем и не знаат како да го решат. Бараат итно санирање на оштетениот канал или стопирање на водата. 4 години каналот како тече. И то си тече, шом се пушти каналот, додека тече каналот и се и тука водата тече. И доа детето син ми иде, може да речам, ако не 100 пати, ама едно 50 пати има што е идено. Нели, и мажо ми оди, и сите обеќат и дојдеме, ке сопреме, доваѓаат, сликаат тука, се правија и на крајот ништо не направија. Каналот се пушти, водата одма почна да си тече. Лани дека седам у собата, зидо од таа страна беше се отперан. Отпраме го, наново го малтеришаме и го избелиме. Сега, рече си пак ќе падне. А оздоле се осеќа и има влага. Тепе ко шум се надигне, тоа од влагата, не е од друго ништо. Дека живеам, дека седам, у таа соба седам. И тоа тече, не можем ни у двор да седнеш, таа вода од канало, гадна е таа вода што тече, сонцето што онади, она се испарува, ние дишам. Јас сум отворила џаму да се луфтира, а што се луфтира, што дишам? Смрдлавата од канал. Водостопанството вика, ќе дојдеме, ќе направиме, ќе дојдеме, ќе направиме и на крајот не направија. Најпосле беа речеле на син ми дека готово залепиле го каналот, дека нема да тече. Дојде и писмено. Тоа писмото е кај син ми. Дека е излепен каналот, дека нема да тече. Не беше пуштен. Пуштија го каналот, одма вториот ден протече водата. Едно 5 години отприлика, сигурно. И то баш тече, баш доста тече. Тоа е страшно нешто. Тоа може да се деси да падне зидот, да падне кујта. Ими позади кујцата имам. Позади купателта имам. Ја имам највише тука, имам сите во малото. Без водостопанството, они викат дека ќе го поправат, ама треба да се оде на суд, па овамо, па онамо, па тоа. Бог знае како ќе биде. Од Водостопанство на Македонија, подружница Брегалница Кочани ја признаваат вината за настанатиот проблем и велат дека раководителот на одржување бил на лице место за спроведување акција за санирање на штетите, но веројатно не е санирано квалитетно, па каналот повторно попуштил. Освен санирање, друга активност, како на пример стопирање на водата, моментно не е можно, поради сезоната на наводнување. За сега проблемот и понатаму останува нерешен, се до целосно санирање на каналот.